Војна на камбаните. Се случи едно време една војна, една голема и страшна војна, во која умираа многу војници, од едната и од другата страна. Ние стоевме одовде, нашите непријатели од спротива, стрелавме еден против друг ден и ноќ, но војната беше толку долга, што по некое време се сврши бронзата за топови. Немавме веќе ни железо за копја и така натаму. Нашиот воен началник, врховниот генерал Бонбоне, Стрелоне, Грмтрезбум заповеда да се симнат сите камбани од камбанариите и да се претопат сите заедно, за да се излее еден огромен топ, еден единствен топ, но толку голем, само со еден негов истрел да ја добиеме војната. За да се подигне тој топ, беа потребни 100.000 дигалки. За да се дотера до фронтот, беа неопходни 29 возови. Врховниот генерал задоволно си ги триеше рацете и велеше: кога мојот топ ќе почне да пука, непријателите ќе избегаат дури на месечината. Настапи големиот момент. Джин топот беше вперен кон непријателот. Ние си ги бевме затнале ушите со памук, зашто грмежот можеше да ни ги пукне тапанчињата, дури и Евстахиевата туба. Врховниот генерал Бонбоне, Стрелоне, Грмтрезбум заповеда: пали! Еден артилерец го притисна лостот и одеднаш од едниот до другиот крај на фронтот се чу едно моќно дин-дан-дон. Ние си го извадивме памукот од ушите, подобро да слушнеме. Дин-дан-дон грмеше джиновскиот топ и 100.000 пати ехото го повторуваше по сите долини. Дин-дан-дон. Пали, повторно рикна генералот. Пали по ѓаволите. Артилерецот одново го притисна лостот и одново еден празничен концерт од камбани се разнесе од ров во ров. Не баре сите камбани во нашата татковина звонеа истовремено. Врховниот генерал си ги корнеше косите од јад и ги корнеше додека не му остана само едно влакно. Потоа настапи миг на тишина и ете, од другата страна на фронтот, како на даден знак, одговори едно весело: дин-дан-дон, зашто треба да знаете дека и на главниот командир на непријателите, смрт маршал фон Бонбонен, Стрелонен, Грмтрезбум, му текнало да излее еден джиновски топ од камбаните на својата земја. Дин-дан, ечеше сега нашиот топ. Дон, одговараше непријателскиот, и војниците од двете страни излегуваа од рововите, трчаа едни кон други, играа и викаа: камбаните, камбаните, празнике, настапи мирот. Врховен генералот и смрт маршалот се качија во своите автомобили и бегаа, додека им се сврши бензинот, но звуците од камбаните се уште ги следеа.